Секој ден во ново основно училиште и на нова локација. Средните училишта од југоистокот ги презентираат струките, се објаснуваат образовните профили и се мотивираат полуматурантите да станат дел од нивното училиште. Средните училишта во регионот се во лов на идни средношколци. Професорката Билјана Бајрактарова од средното училиште Димитар Влахов од Струмица вели дека заврши времето на пасивност. Не е доволно повеќе да се очекува дека учениците сами ќе дојдат, туку мора да се размислува како да се привлечат и да се задоволни од својот избор. И постојано се размислува како и што треба да направиме во однос на она како да привлечеме повеќе ученици. Факт е дека ни се намалуваат бројката на ученици, на деца во општината. Ние сме тие што треба да ги заинтересираме, да правиме многу различни испитувања и анализи како и што се да направиме и навистина преку различни методи сакаме да се усовремениме и да привлечеме повеќе ученици. И професорите во Валандовското средно училиште Гоце Делчев го делат овој став. Училиштето треба да се развива, а училницата да не ги ограничува децата. Односно, не треба да ја сватиме училницата само како оваа училница, училишната, како место каде што се стекнуваат знаења. Учениците можат многу повеќе да научат и надвор, секако во комбинација со она што го учат од книгите. Но не е се и до училиштата. И образовниот систем има потреба од промени, но од Струмичката гимназија велат дека треба да се внимава како ќе се постигне тоа, бидејќи има и добри страни што треба да се земат предвид од досегашниот образовен систем. Како без многу експериментирање со почитување и на она што било добро и во минатите системи и превземање на истото, не отфрлање на се што било пред нас, да се дојде до еден успешен, интегриран образовен систем кој во фокусот ќе го има ученикот и во фокусот ќе го има учењето. Во средните училишта во југоисточниот регион за идната учебна година има слободни 1225 места во 7 средни училишта.